Јас имам 3 дома дресови, Андреј ќе ти дадам еден шампионски неработнички. Им ветив, се надевам, јас сум присуствувал на финалето работнички Цинзано со знаме. Се надевам вие ќе бидете сведоци на победа во едно финале на Европски куп на работнички. Почитувани пријатели, дозволете да го споделам со вас моето задоволство што сум денеска дома. Меѓу моите комшии, пријатели, на патеката каде проводе мојата ќерка. Дозволете да го споделам чувството на гордост што сум дел од оваа општинска организација. Општинска организација која во текот на кампањата со својата работа уште еднаш ја потврди посветеноста кон определбата за заминување на оваа ненародна власт. Со безрезервната работа докажа дека го сакаат СДСМ, Центар и НАЦЕ и днината на Македонија. И дозволете особено да им се заблагодарам на оние млади луѓе од општинската организација Центар, кои додека ние бевне во собрание на Црниот понеделник, беа во првите редови, не бранеа нас, честа и угледот на СДСМ и застанаа во заштита на 370.000 гласачи во Македонија. Во мене секогаш имате искрен поддржувач. Почитувани, денес е ден на пролетта, на екологијата. Но и денес наместо нови дрва ги сечат старите. Денес на денот на екологија КОЦЕ распишува конкурс за цртежи, а спроти бензиската Норце Николов сече дрва. Изгледа дрвата само на детските цртежи ќе останат. Наместо сечените дрва ни ставаат прескапо платени рози, додуше бели. Така мислат се обелува образот. Од 1996 до 2000 бев советник во општина Центар. Градевне визија за Скопје. Тогаш немаше забегани проекти. Во 2002 година само во Малиот Ринг имаше 75.649 метри квадратни зелена површина, а во 2012 година, после КОЦЕ, само 34.994 метри квадратни. Според анализите на Светската банка, објавени неодамна, во Македонија секоја година умираат по 1350 луѓе како резултат на загадувањето во воздухот со ситни лебдички честички, најмногу од градежната прашина. Кога ќе си одите на кај дома, ве замолувам, погледнете околу вас. Кога се гради, дали има заштитна улица, колку заштитна завеса, колку од нашите улици се окупирани. Денес во Скопје здравјето на граѓаните, на нашите деца е жртва на немањето контрола од страна на општинската и градската администрација. На здравјето на граѓаните, кое го нема во програмата на КОЦЕ, не треба да се мисли само еден ден. Не може 364 дена да се сечат и уништуваат дрвата и зеленилото и сето тоа да се надокнади со еден ден сликање пред камери и тоа со рози во рацете. Розите не се ваше цвеќе, Бомаро да поманае. Градот со КОЦЕ на чело надвор од генералниот урбанистички план се откажа од зеленилото спроти Бристол заради бизнес интересите на фамилијата. Градот надвор од потребите на граѓаните го преполови зеленилото на плоштадот исто заради бизнес интереси на фамилијата. Градот надвор од желбите на граѓаните го претвори водно во каменолом. Градот надвор од законите му додели земјиште на плоштадот на експерти за перење на пари од Индија, а за тоа КОЦЕ разбра од телевизија. Нити го имаше видено, нити чуено претходно човекот. Впрочем, за сите работи и КОЦЕ и Тодорович разбираја од телевизија што треба да ги направат. Се надевам се сеќавате кога го прашуваа за панорамското тркало, кога се чудеше што е тоа, мисле дека се работи за скриена камера. Затоа, време е да кажеме доста за безвласти и криминал. Време е да кажеме доста за уништување на градот. Време е на 24 март да кажеме доста е. Центар и Скопје сакаат промени. Време е здравјето на граѓаните да биде на прво место. Затоа,
Врвен приоритет во мојата програма ќе биде борбата за чист воздух, здрава животна средина и средување на урбаниот хаос. Покривите на сите градски институции ќе бидат со зеленило и ботанички градини. И не само зашто ги има во Њујорк, Берлин, Париз и Лондон, туку зашто се естетски убави, штедат енергија и го чистат воздухот. Вкупната површина на ново зеленило во Скопје после 4 години ќе биде 500.000 метри квадратни. Вложувањето во држливите извори на енергија ќе го чуваат нашето здравје, но и джеп. Со замената на сите сијалици во градот, трошоците ќе се намалат за 30%. Со поставување на фотоволтаици на секој семафор во градот, ќе заштедиме дополнителни 30%. За разлика од по кој знае кој пат пропаднатиот обид за гасификација, јас во Скопје ќе започнам веднаш. Знам, ова сите го ветуваат, ама и знам дека знам да го направам тоа. Почитувани комши и пријатели, деновиве гледам куп идеи им текнуваат и на Коце и Тодоровиќ. Некој од нив, како например градинката и школата во Капиштец, точно еден месец после нашата пресконференција со Жерновски. Но тоа и не е толку лошо. Прашањето е што правеле 4 години заедно или само ДПМН 13 години во општина Центар. Груевски како докажан боксер, иако без една борба во животот, се подсмеваше на мојот проект да го вратиме баскетот по скопските маала. Гледам вчера Јагнула, а и денес Тодоровиќ се фатиле за баскетот. Додуше малку се мача, не знаја дали се користи ногата или раката со топката. Се бунеа за предлогот на Андреј за подршка на купување на урбани велосипеди. Денес гледам и за тоа се залагаат. Тоа ти е ДПМН. Крадат идеи, цвеќе, крадат песна и лого за кампања. Како и обично, препишувачи, ама лоши. Но најстрашно од се што ги крадат нашите пари. Единствено добро, драги пријатели, моди со катните гаражи. Во изминатите 4 години си изнагледавме катни гаражи кои како со волшебно стапче се трансформираат во деловни објекти и имаат предност пред реалните потреби на граѓаните. Што е во позадината на тоа? Чист бизнис интерес. Например, последната кај Нова Македонија. Имено самиот паркинг има површина од 130 возила, а тие прават катна гаража вредна 4 милиона евра за 180 места. Тоа така велат тие. Или 80.000 евра по едно паркинг место. Многу ви изгледа, така? Но тоа не е се. Локацијата е избрана затоа што позади катната гаража има маркица за стамбена зграда за бизнис фамилијата и таа не ќе има потреба да прави гаража во својата зграда, ќе ја користи катната гаража. Или злоупотребата што се прави со спортската сала Пролет до школата 11 октомври. Скала изградена од парите на сите граѓани на Скопје, но и на Македонија. Но таму нема место за деца и спортистите. Таму тренира само Владимир Тодоровиќ со пријателите. Затоа, на Центар му треба градоначелник кој не му треба градоначелник кој 4 години работи само за себе. На Скопје не му треба градоначелник кој работи само за Груевски. Време е да го запреме криминалот на фамилијата. Време е и Центар и Скопје да ги вратиме на граѓаните. Време е за Центар и Скопје да бидат прашани граѓаните. Време е за Центар и Скопје да одлучуваат граѓаните. Време е Центар да добие градоначелник на Скопје од Центар. Јас, вашиот комшија Јани, ќе ја тргнам барокната маска од плоштадот за повторно да се вратите на него. Јас, вашиот пријател Јани, ќе го тргнам гусарскиот брод за да уживате на кеот. Јас, вашиот иден градоначелник, ќе ги вратам украдените спомени, центарскиот шмек. Јас, Јани, ќе го спојам со пешачка патека, музеот на град Скопје и старата скопска чаршија, за да го обединам Скопје околу различностите, за да и младите скопјани не се запознаваат само по Фејсбук, зашто лајкот веќе не е во мода. Тоа не им се допаѓа на граѓаните на Центар. Јас имам визија и план за град посветен на живите, каде вие ќе одлучувате за вашето секојдневие, град со кој ќе се гордееме. Почитувани,
ДПМН и КОЦЕ ги промени имињата на скопските улици. За нив херои како Стив Наумов не се достојни да носат име на улица во нашиот град. ДПМН и КОЦЕ сакаат нашата населба да ја прекрстат во Капустец. Немаат храброст за дуели, немаат храброст да ги стават објектите од Скопје 2014 во отчетот, ама се многу храбри, тајно и кукавички да го бројат ќарот од тендерите, ама се многу храбри, тајно и кукавички да уфрлуваат луѓе на избирачкиот список, тајно и кукавички да именуваат волјата на граѓаните на центар и Скопје. Затоа време е да им покажеме дека сме будни, време е да им покажеме дека сме тука, време е да им покажеме дека сме повеќе, време е сами да одлучуваме за нашето мало, време е да им покажеме дека сме подобри, време е да им покажеме дека сме похрабри, време е за победа, време е на 24 март да им го покажеме патот по кој што тргна су брата Рој на 24 март за 42, за Јани, за Скопје.